ова е моето прочувствување за сите години изминати за кои што јас не сум се сакал себе си. Треба уште да страдаш. Да. Да. Реално да. Нели ти е доволно докажано, веќе заборај го минато, да тоа бил друг човек. Ти си се овој човек. Урок од пола година 3 ултрамаратони фатив. 60-ка, 45-ката водно матка и 85-ката која што требаше да биде 105. Човек знаеш што значи за мене тоа. Многу ми ја ујача психата тоа и причината зошто е затоа што порано многу се откажував лесно од работите. Во животот ти барав ефтини задоволства. А сега сватив дека не треба да се откажуваш од тоа што навистина го сакаш. Све пратам од тоа. Многу убаво се осеќам. Као сериозна терапија ми е тотално лудела. Стигаме у Охрид 2 дена порано пред трката. Значи седиш мапава ја гледаш, тука ќе умреме и тука ќе умреме. Тука пази кога ќе умрам, остаете ме, трчајте. Ако умреш да знаеш, му викам ќе те фрлам само му викам од магаро и тепам, ја морам да го завршам. Онака едно време 65 доаѓа више човек. И саѓаш дека ти имаш уште 20 fucking километри. Поздрав до екипа бакарданци. Каде? Он ми напиша писмо, мојот татко е најак на цел свет затоа што трча. И ја онако сам доаѓа дома и као, кое место беше тато? Сомалиоци отидовме на рап промоција на албум. Тоа беше фадерен сан момент. Отидовме да јадеме. Бевме до 11 саат у град. Ке возиме точак, почна да трча и он. Знаеш што ми кажа пред некој ден исто, тато кога ќе пораснам, сакам да трчам со тебе на планина. Епа мора бе тоа. Готово. Значи е уште, знаеш, ми доаѓаат солзите, текно е. Како да ти кажам, мислам, сакам да бидам таа подобра верзија само за него и за никој друг. Да не биде животот негов, да не бидам ко татко ми. Да бидам него како да бидам татко. како татко. Твојот живот за него е само ова. И готово. И се надевам Крај. дека дам. Да бе, да. Па тоа е најубавото. Тоа е тоа уствари. Тоа е тоа, нема друго што. Запомнете, јасниот вид е клучен за вашите спортски перформанси. Очна болница Деница од Скопје. БК15 кај братот апарел, си имате 15% со нашиот код